МВР поднесе кривична пријава против екс-амбасадорот Фрчковски во својство на поранешен шеф на постојаната мисија на Македонија при Обединетите нации во Њујорк. Фрчковски заедно со уште 3 лица се осомничени за незаконско користење на државни пари. Од продажбата на амбасадата на поранешна Југославија на сметката на мисијата во Њујорк, Фрчковски задржал близу $60,000 кои биле потрошени ненаменски. љДФ од уплатените парични средства во вкупен износ од 3.998.721 американски долари на сметката на постојаната мисија на Република Северна Македонија при Организацијата на Обединетите нации во Њујорк по однос на заедничката продажба на сукцесиски објект на СФРЈ во Њујорк, на сметка на буџетот на Република Северна Македонија уплатил парични средства во износ од 3.940.000 американски долари, односно преостаратите парични средства на сметката на постојаната мисија на Република Северна Македонија во Њујорк во износ од 58.721 американски долари од продажбата на сукцесискиот имот не ги уплатил на сметка на буџетот на Република Северна Македонија. Покрај ова, според пријавата, Фрчковски земал аванси за службени патувања без соодветно оправдување, го пречекорил дозволениот износ за мобилен телефон, а плаќал и дупли телефонски сметки. Се трошеле пари за репрезентација над дозволените лимити, службени автомобили се поправале без согласност од МНР, а касата на мисијата е оставена со нерасчистено салдо. Вкупната штета на државниот буџет е над $116,000. Фрчковски во својата реакција вели дека ова е срамен притисок врз критичарите на власта, а пари на сметката на мисијата биле оставени како гаранција за наплатен данок. Додека купувачот на објектот не го плати данокот, средства мора да има на сметката на сите републики од бивша СФРЈ во Њујорк, за да може во ситуација на проблем данокот сепак да биде наплатен од нивните сметки. Тоа е обврски задолжени од финансиските власти и сите републики не ги вратиле парите во своите буџети, туку задржале дел на своите сметки на мисиите во Њујорк. Така направила и Македонија. Кога данокот по една година е наплатен од купувачот, тие средства се ослободени за сите републики и тие ги вратиле во своите буџети. Така направила и Македонија. Со законски непознавања останува само лоша намера за притисок по секоја цена, стои во реакцијата на Фрчковски. Тој пред 3 години беше назначен за шеф на постојаната мисија на Македонија при Обединетите нации, а оставка си поднесе лани, откако МНР обелбодени низа финансиски нерегуларности, меѓу кои тоа дека користел државни пари за приватни авионски билети. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.